100 дена градоначалнички мандат на Иван Јорданов. Исполнети со неработење, нереализирани проекти и партиски реваншизм. Да подсетиме, Јорданов вети дека ќе реконструира улици, ќе гради градинки во населба Пребег, Железничка и Тричешми. Нови паркови површини, велосипедски патеки, капитални проекти, ветуваше некаква нова иднина за Штип. Па затоа прашуваме градоначалниче Јорданов, каде се кинопроекциите во мултимедијалниот центар? Докаде е градскиот парк кај Миријанината црква? Докаде е домот за стари лица? Докаде се фонтаните во паркот во населба Баби? Докаде е детскиот центар со спортски игралишта? Докаде е обиколницата од булевар Гоце Делчев до Ново село? Каде е продолжувањето на булевар Партизанска? За жал, Јорданов од ова не исполни ништо и не работи ништо, со што предизвика револт и разочарување кај пошироката штипска јавност. Иако градоначалникот ќе се повика на неколкуте распишани тендери на улички, го почитуваме дека за тоа е избран од граѓаните и што побрзо да се фати за работа. Она по што Штипјани ќе ги паметат првите 100 дена од владењето на градоначалникот Јорданов се непотизмот, лажните ветувања и целосно нефункционирање на локалната самоуправа. Јорданов уште неудобно седнат во својата фотелја, прв проект му беше партискиот реваншизам, смена и притисок врз директорите на основните и средните училишта, на јавните предпријатија, како и лица ангажирани по договор кои сега останаа без екзистенција. Првиот човек на општината Осен што размислува како да се одмазди на неистомислениците, првите 100 дена од својот мандат ги искористи да се слика на проекти наследени и започнати од времето кога СДСМ беше на власт. Иронијата да е уште поголема, Јорданов држи пресконференции и фотосесии на проекти кои пред да стане градоначалник, истите ги критикуваше. Почитувани, нема дилема дека Иван Јорданов ќе биде најлошиот градоначалник во историјата на општина Штип. Мандатот го започна со низа фотосесии, што само покажува за што само е способен. Благодарам.